Денеска бевме овдека на пазарот, можевме заедно со професорката Наташа Котлар, со идниот градоначалник на општина Центар да поразговараме со луѓето кои што се борат на дневна основа да обезбедат екзистенција за нив, за нивните семејства. Од тоа што може да го слушнаме е нормално сето она што ние денеска го живееме, ова нашето тешко секојдневие, безпарица голема, лош стандард, цени високи. Они имат и поинаков проблем одека до пристапот до пазарчето, наметнати паркинзи, наметнати огради, бариери, за да не можат луѓето да доаѓаат да пазаруваат нормално. И сето тоа создава проблем не само за нив, туку и за граѓаните во овој регион. Она кое што ние можеме да го кажеме е дека сето тоа кое што представува проблем за луѓето тука, за пазарџиите, за луѓето кои што пазаруваат тука од овие пазарџи, дека ќе сториме се што е во наша моќ, уште во првите 100 дена сите оние проблеми со кои што тие се соочуваат и кои што денеска тие ни ги кажаат да ги решиме. Да покажеме дека можело поинаку, дека можело да се работи за интересот на граѓаните, бидејќи ние како ВМРО-ДПМН сме народна партија и нашата коалиција за обнова на Македонија е коалиција на народот пред се, и тоа го зборував за време на оваа кампања на локалните избори, дека ова е историски најголемата коалиција на ВМРО-ДПМН, коалицијата за обнова на Македонија заедно со народот. Така ќе продолжиме и во првите 100 дена тоа кое што ќе го превземеме сега како врска ќе го реализираме, за да покажеме дека можело поинаку, да ја вратиме само довербата кај граѓаните. Истата таа е изгубена, бидејќи се разочарани од поразите изминатиот период, изминативе години, да видат дека не се политичарите луѓе кои што гледаат само за свој личен интерес, луѓе кои што уживаат во привилегиите од политиката, туку дека политичарите, ова нова генерација политичари се луѓе од народот и заедно со народот ќе функционираат. Мораме да покажеме една поинаква реалност, мораме да покажеме еден поинаков карактер, едни поинакви вредности од сето она кој што денеска беше слика за еден политичар во оваа наша сиромашна и напатена Македонија. Ние се обврзавме тоа и професорката Наташа Котлар е силно мотивирана, жена која што успеала во својот живот, сака да успее заедно со центарци, да направиме една поубава и подостоинствена средина со центарци, со скопјани, но и со граѓаните на Македонија. Ако имате било какви други прашања, ви стоиме на располагање. Дали веќе почнавте со преговори со Левица, затоа што тие рекоа дека по одредени општини можно е веќе да се преговара и да ви дадат поддршката? Докаде сте со окрупнувањето што го најавивте за формирање на ново парламентарно мнозинство и дел од помалите политички партии од владачката коалиција рекоа дека ќе почекаат до декември, ќе бидат дел од владината коалиција, а после може да размислуваат за преговори, ќе чекаат препораката од ЗПЦ. Вториот дел од прашањето не го разбрав, што ќе чекале? Ќе чекаат до декември, затоа што можно да отпочнат преговори за членство во Европската унија. Членство за почеток на преговори, дата за почнување преговори со Европската унија, сите ние посекуваме. И сите ние силно работиме. И така ќе продолжи и ВМРО-ДПМН да работи и во иднина. И јас ги охрабрувам сите оние политички партии кои што се дел од коалицијата СДСМ-ДУИ да размислат за иднината на Македонија, да размислат за иднината на македонскиот народ и дали тоа е друштвото во кое што сакаат да останат или сакаат да дојдат во друштво на напредни, прогресивни сили кои што очигледно во овој момент имаат поинакви планови од друштвото СДСМ-ДУИ. Односно, политичари кои што ќе бидат дел од народот и кои што ќе работат за народот. Тоа остава на нив. Јас во текот на пресконференцијата во вчерашниот ден ја отворив широко вратата и на ВМРО-ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија. Секој оној кој што сака да види една напредна, честна, честита Македонија, Македонија во која што нема луѓето да губат, во која што ќе има достоинствено образование, во која што ќе има напредна економија, шанса за младите, а не да ни ја напуштаат младите државата. Држава во која што нема да бидеме и да броиме рекорди по бројот на смртни случаи за ковид и држава во која што ќе имаме среќни граѓани, не тажни и разочарани граѓани. Нивното место е овде. Нивното место е во едно ново парламентарно мнозинство и тоа парламентарно мнозинство треба да ја поднесе Македонија и да ги отпочне преговорите со Европската унија. Со политичари кои што Македонија ја направија држава која што е најкорумпирана и најкриминална во Европа, држава со најголем број смртни случаи од ковид, држава во која што образованието ни е катастрофално, немаме ниту еден универзитет во првите 2000 според Шангајската листа,
тие политичари се регресивни, односно политичари од минатото. Затоа ги поканувам сите политички партии, без разлика дали се леви и десни, центар, либерални или конзервативни, да ни се придружат во овој блок, кој што го нарекуваме блок за Македонија. Блок за сите луѓе во Македонија, да формираме едно ново парламентарно мнозинство, да ги засукаме ракавите и заедно со градоначалниците кои што веќе се избрани во првиот круг и оние кои што ќе бидат избрани во вториот круг, но и останатите кои што не се дел од оваа коалиција, да работиме за граѓаните на Македонија, да работиме за сите луѓе. Првиот дел од вашето прашање беше поврзан со преговорите со левица. Само ќе го продолжам тоа што го одговорив за вториот дел од вашето прашање. Нашата врата е отворена, раката е подадена. Малку бев збунет од утринската комуникација на лидерот на левица преку социјалните медиуми, но еве оставам да изберат каква сакаат тие соработка со блокот, дали тоа ќе биде во рамки на формална коалиција, дали ќе ги поддржат кандидатите. Оставам на нив тие да одлучат. Еве нека не биде притисок ова што јас го зборувам, затоа што очигледно дека протестните гласови во Македонија, протестните гласови на граѓаните во Македонија се најмалку 2 пати поголеми од оние гласови кои што во овој момент ја поддржуваат коалицијата на СДСМ. Нивното место, местото на гласачите на левица е овде заедно со најголемата коалиција, тоа е, како што реков, коалицијата за Македонија, Македонија на сите луѓе. И ги повикувам и раководството на левица, но го повикувам и гласачот на левица да даде поддршка во вториот круг на кандидатите на опозицијата, да ја ослободиме Македонија од регресивните сили и да направиме едно пристојно место за живење, место во кое што политичарот ќе биде еднаков на народот, а не да биде над народот. Политичари кои што нема да ги гледаме како излегуваат од лимузини, туку ќе бидат заедно со овие луѓе тука на тезгите, на пазарите и на секаде низ Македонија. Тоа е она вредност за која што ние се бориме и за која што ќе продолжиме да се бориме. Ве молам, немојте да се потпирате на таков тип на полувистини. Јас во текот на вчерашниот ден разговарав со господинот Африм Гаши. Го чувствувам како пријател, го чувствувам како човек на кој што можам да се потпрам, како искрен политичар. Го поканив да биде дел од новото мнозинство во Советот на градот Скопје, но и општините каде што ВМРО-ДПМН веќе има мнозинство. Во текот на утрешниот ден ќе се видам и со господинот Зијадин Села, ќе поразговарам и со него и затоа еве денеска во оваа изјава ги повикувам и останатите политички партии, без разлика дали се леви, десни, либерални, конзервативни, да се приклучат на оваа најголема историски формирана коалиција. Тоа е коалицијата на ВМРО-ДПМН, коалицијата за обнова на Македонија со народот на Македонија, без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, без разлика. Потребно е да ги засукаме ракавите и да работиме за народот. Народот ни е сиромашен, народот ни е очен, народот ни е разочаран и не гледа перспектива, народот ни е обесхрабрен. Мора да ја вратиме енергијата кај народот. А тоа можеме да го постигнеме само со многу работа, честна работа, искрена работа, без криминал, без корупција, за да докажеме дека можело поинаку. Мораме да ја направиме нашата Македонија пристојно место за живење за сите луѓе во нејзе. Тоа е она за кое што јас се залагам. И еве ви кажувам вистината, тоа е дека вчера имавме телефонски разговор со господинот Африм Гаши, утре ќе се видам со господинот Зијадин Села, така што апсолутно верувам на таа коалиција Алтернатива и Алијанса. Спомнавте вчерашната средба со вашите коалицијски партнери и вчерашната пресконференција. Исто така вчера спомнавте дека дополнително како партија ќе изнесете став што и како по однос на независните кандидати за градоначалници, например како вашите гласачи ќе ги пренасочите во Куманово, па евентуално и во Тетово, каде што немате ваш кандидат. Па затоа и во текот на вчерашниот ден рековме, овие денови ќе имаме позиција откако раководството на партијата ќе заседава. Закажавме веќе седница на извршниот и на Централниот комитет на партијата во сабота во Охрид. Таму исто така сакаме да го одбележиме и денот на трешната македонска револуционерна организација, 23 октомври. Се надам дека до тогаш ќе имаме појасна позиција околу таа поддршка и ќе излеземе во јавноста со јасен став и со јасна позиција по тие прашања. И не е само таму, имаме и независен кандидат во Дебарца.
Не е само во Куманово и во Тетово. Да, Сега генерално може би ова се да малку биде што, поголеми да. општини, но имаме независен кандидат во Дебарца, што се однесува до поддршката на кандидатите кои што се се дел од политичките партии, а кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Кажа вчера дека ВМРО-ДПМН недвосмислено ги поддржува и истото таа поддршка важи за кандидатите на коалицијата Алијанса Алтернатива. Повторете. Премиерот На вашите изјави на денот на гласањето кажавте дека како партија имате информација за подкупи во повеќе градови низ државата. Со оглед на тоа дека премиерот најави побара обединување против злото, може ли да предпоставиме дека ќе има изголемена акција во однос на подкуп на граѓани, со оглед на тоа дека веќе се појавија и видеа со таква случај? Па, навистина не знам најпрво дефиницијата за зло, кон кого е наменета и кој е зло во држава. Треба, предпоставувам, да биде там метафора малку појасна, за да не ги збуни гласачите кои што сакаат да гласаат за СДСМ, бидејќи вака се збунет и не знаат кој е зло во државата. Јас нема да преудицирам и да ги читам мислите на стратезите за комуникација со јавноста на СДСМ, но нив ќе ги прашате најпрво кој е злото во државата, да излезат со јасен став. Вака делува збунувачки за граѓаните. Дали имало подкупи, нерегуларности, ние кажавме. Бројни подкупи, бројни нерегуларности, притисоци, закани, уцени, во најголем дел од општините тие не успеа. Не успеа, бидејќи народот излезе и народот гласаше против оваа регресивна политика изминатиот период, против криминалот, корупцијата, поразите во здравството, образованието, политичарите кои што буквално со својата надменост создава еден вид фрустрација и ги иритира граѓаните. Ние имаме голема врска, да се разбереме. Оваква поддршка уште во првиот круг за опозицијата е историски незапаметена. 22 градоначалника во првиот круг со огромна шанса таа бројка да достигне и до 50. Ова обврзува и мене како човек и тие кои што се избрани и не смееме овој пат да го разочараме народот. Без разлика каква е стратешката комуникација на СДСМ и на нив и на народот им е јасно дека и вториот круг за нив нема да биде онака како што тие го очекуваат. Ние веќе размислуваме за денот потоа. Ние веќе размислуваме за следната цела, тоа е да направиме Македонија она што го зборувам, пристојно место за живење. Ние го почнуваме проектот обнова на Македонија и тоа е сега веќе нашата цел. Јас сум свесен за тоа што го чека нашиот политички противник внатре во нивната структура и така натаму веднаш после овие локални избори, но верувајте, нашата концентрација е целосно фокусирана на денот после 31 октомври. Мораме на народот да му ја вратиме вербата. Мораме народот да го охрабриме. Народот ни е обесхрабрен и разочаран. Мораме да го убедиме народот дека можело и поинаку и дека можело да се работи за народот. Одговорот на избори за подкуп, притисоци, закани, уцени е само со масовна излезеност. Тоа е одговорот. Го повикувам народот во Македонија масовно да излезе на овој втор круг и да гласа. Ги повикувам центарци да излезат овдека и да гласаат за пресурката Наташа Котлар. Да гласаат за Даниела Арсовска. За да можеме сето она со кое што се обврзуваме сега пред граѓаните да го испорачаме и да го исполниме. Затоа ја користам уште еднашка оваа прилика да ги повикам граѓаните онаму каде што ќе има втор круг, да ги повикам центарци, да ги повикам скопјани да гласат. Не постои власт која што може да ја победи волјата на народот, па колку и таа да била корумпирана, колку и таа да била насилна, колку и таа власт да била лоша. Спротив силата на народот никој не може. А ние сме народот, ние сме народна партија. Затоа го повикувам народот, дајте ни шанса и сега на 31 октомври да покажеме дека можеме поинаку, дека знаеме поинаку и ќе видите дека ќе ги оправдаме вашите очекувања. Кичево само дали ќе добиете поддршката од Алијанса Алтернатива? Дали сте преговарали нешто? Не сме разговарале за Кичо, не сме разговарали. Дали се задоволни од соработката со Алијанса на албанците? Дали се задоволни од соработката на Алијансата на албанците Алтернатива во првиот круг и дали помасовно ќе излезат за ваша поддршка во вториот? Соработката е принципиелна. Јас тоа го кажав, не би сакал да ја ставам во нумеричка смисла. Соработката, дали глас повеќе, дали процент помалку и така натаму, јас сум презадоволен од односот и довербата која што ја градиме и со Зијадин, и со Африм, односот кој што веќе го имам на пријателска основа со Арбен, така што навистина можам да кажам дека почнува да се создава една
политичка соработка која што со текот на времето и како ќе се гради довербата, така и ќе се зајакнува и ценам дека тоа е иднината на Македонија. Покажавме дека можело и дури оние кои што ни предвидуваа дека тоа е невозможно, денеска мислам дека сите тие се сериозно разочарани на наша среќа, на среќа на граѓаните, а на нивна жал. Затоа дадов одговор на еден од вашите колеги. Во сабота во Охрид ќе имаме седница на извршниот и на Централниот комитет на партијата. Тогаш ќе донесеме одлука за тој тип на подршка. Сега сме сериозно сконцентрирани на вториот круг, сериозно сме сконцентрирани на победа на пресурката Наташа Котлар овде во центар, на Данела Арсовска во Скопје, на Тони Конјановски во Битола, на Пецаков Кире во Охрид и во сите општини, Лјупчо Папазов Кочани, во сите општини, буквално Андон Сарамандов во Гевгелија, буквално секаде каде што имаме кандидати во вториот круг, сакаме да победиме и да покажеме дека, повторно ќе кажам, можело поинаку. Господине Мицковски, инфлацијата на рекордни граници. Кажете ми, што според вас треба да направи владата за да ги ублажи ефектите од инфлацијата врз граѓаните? Па мислам дека оваа влада ги исцрпе сите капацитети и сите можности кои ги имаше на располагање. Лично како човек можам да им дадам еден совет, а тоа е веднаш да се повлечат од институциите кои што се уште ги раководат. На тој начин да остават простор на луѓе кои што се компетентни, бидејќи не е само инфлацијата, ние ќе имаме уште посериозен проблем наскоро, а тоа е сериозната енергетска криза која што ни предстои. Верувајте ни дека за некоја недела денеска сите вие ќе бидете во една прилично алармантна, би рекол, и загрижувачка атмосфера, откако и рестрикции нема да бидат исклучени за македонските граѓани. Но за тоа ќе зборуваме малку повеќе после 31 октомври. Инфлацијата е катастрофална, иако тоа владата не го признава, и според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе имаме најголема инфлација во регионов. Видовме и тука во разговорите и слушнавме од луѓето од пазарот дека цените одат нагоре, куповната моќ на граѓаните оди надолу. Тие се два процеси кои што еден со друг се обратно пропорционални и инфлацијата е факт. Единствен лек за да таа се спречи е овие луѓе кои што се уште се во институциите да ги напуштат истите. Ако нема други прашања, благодарам.